Почитувани мои, 30 години ја патувам Република Македонија, 30 години патувам низ така наречените заборавени македонски села и неколку пати, право не неколку пати, току исто така цел мој животен век безброј пати се го поменувал превојот Плетвар. Пред едно 25 години дојдов во селото Роевец, родното место на семејството на националното село на Ацеви, но кога ќе дојде пред влезот на Ореовец, горе високо во пазувите на Бабуна планина, сонцевите зраци секој утро го огрева селото Крстец. Сам со себе си велев, добро е Стопанково без зора не е така мацен народски, шо не отиде некогаш да подиши во Крстец. Меѓутоа ете што вика народот, некого ќе сака място кога тоа Господ ќе окажи. Пред едно 40 дена наминав во сличното село Мислешево и таму се видов со мојот домаќин Илија. Селото Крстец било посетувано и од новинари, и од политичари, а најмногу од револуционери. Како од за време на Турската империја, така за време на Лиденската епопеја, така за време на Првата Балканска војна, Втората Балканска војна, Првата светска војна, каде што, да речем, од 12 до 18 година, 6 години овдека било боиште, овдека нова територија имало Схиру Македонија, а посебно на Салунскиот фронт, кој што припаѓал тука и Оварчево и Крстец, 1.500.000 војници. Сето машко население било ангажирано на фронтовите, а и женското население било ангажирано затоа што главната војска не може да војува, морало да има храна, облека и една голема, исто така да додадам дека и за времето на Втората светска војна во народно-ослободителната борба, каде што пред 80 години ја создадовме новата независна Република Македонија, денешна Република Македонија, каде што заедно со комитите, војводите, партизаните, комесарите, кои што ги положија своите животи на ударот на слободата, ја создадува Република Македонија. Голема благодарност до мештаните овдека од селото Крстец, кои што ми ги раскажаа многу приказни за историското битисување на ова село, за да ги пренесиме на генерациите наши македонски, кои што ќе доаѓа по нас, да не останат покриени од правда да заборават. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, од Скопје за прилепското село Крстец тргнав во раните утрински сати, во зорите, во муглите, овој пат со моето возило, со стариот руски джип, со камазот, кој речеше 20 и кусур години ми е верен сопатник, за да стасам навреме во селото Крстец и поречеши 2 сати народно кажано удобна вожна по дел од автопатската делница Скопје-Велес градско и регионалната магистрала Градско-Росо-Мандреновска и Фаришка клисура Плетвар-Прилеп, по дел од 20 километарската локална патна делница Плетвар село Ореовец, село Крстец, на самото изгрејсонце пристигнав во селото Крстец, каде што ме пречека Илија Трајковски Кочовски, заедно со еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози, географи и историчари, а воедно дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријево филм, професорот Драгослав Биновски, заедно со неговите соселани од ова село. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душава што останавме достои на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на моиве соселани. Навистина се радувам што ете заедно со тебе е господинов што саде вес ден го гледаме на телевизорон и во репортажине, мислејќи на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријево филм, професорот Драгослав Биновски,
ми рече: Зоране, ете сите ние сето село тебе, а посебно на нашиот пријател Драгослав Миновски, ви стоиме на располагање за се што ви треба, а тој леба ми не само што добро ги познава историскиве збинувања во овие краишта, туку со своето знаење можно добро го познава и историсково духовно битисување на овие краишта, гледајќи го по телевизориве наши, ми рече. Почитувани мои, пред да кинисаме ни селото, моите домајчини не замолија најсетне ние да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за нивното село, копајќи низ македонскиве и балканскиве архиви, а сетне тие да ни ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Шетајќи од село во село, скенирајќи им ја душата и притоа забележувајќи што се им е потребно на селаните и селото за да функционираат, често го застапувам и силно верувам во ставот дека нивните потреби треба да се на прво место во секоја една држава. Затоа што богато село е еднакво на богат град, односно на богата држава. За мене, секој село, секој град, секој место е посебна и извезена приказна. До сега сум посетил безброј места и секој од нив има посебна, автентична специфика, има своја убавина и импакт по кој ќе се сеќавам. Прав мекам, инспирација и мотив дека се може да се направи ако навистина се сака и се љуби. Природата поседува живописна енергија која и да не сте писател и да не ве бидува со зборови, верувајте, нејзината моќ ќе ве натера да постанете. Самиот воздух, престојот, исконската убавина и чистината на местото доведуваат до разбистрување на умот, мекнење на телото, додека пак душата спиритуално се воздигнува. Како што вели познатиот филозоф, поет и сликар Калил Џибран во својата книга Пророкот. Кога би можел, би ви ги зел сите кујчи од градот и би ги населил во покрајните и селата, а градот да остане како место во кое ќе се работи, но не и да се живее. Крстец се наоѓа во подножјето на планината Бабуна, источно од Прилеп, од каде е оддалечен околу 15 километри. Се наоѓа на источниот обод на Пелагонија, најголемата висорамнина во Република Македонија, сместено високо на западните висови од планината Бабуна. Надморската висина во селото е приближно околу 1080 метри. Климата е планинска, заради нагласената надморска височина. Атарот зафајќа површина од околу 15,6 км квадратни. Ова село се снабдува со вода од карпестите извори Горна и Долна Чешма. Во подножјето на селото има уште 3 извори: Еленец, Ливадиште и Забел. Селото Крстец илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владењето на синовите на македонскиот Комитопула Никола,
македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел Чаро Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини Стефан Урош II Милутин во Христовулите од 1330 година и 1331 година, посветени на манастирот Трескавец, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 година до 1355 година, каде што селото се споменува во Душановата повелба од 1350 и 1351 година за манастирот Трескавец, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел на Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Југоисточно од селото, на еден гребен, се наоѓа возвишеното Кале на картата Козјак. На ова возвишение се наоѓа и локалитетот Маркова Бразда. Според селаните, се верувало дека на ова место крали Марко се борел со турците и од јачината на борбата тука тој направил еден ров, ископан во каменита подлога. Над Крстец, во близина на селото, постоело место кое се нарекува Странка. Во минатото, на ова место селаните пронашле крстови, икони, бакарни садови и стари гробови. Денеска пределот е распослан со ниви и со шуми. Местото е на околу 1 километар оддалечено од селото, но остатоци археолошки ископини нема. На тоа место, кога оваа парохија била активна, се правела литија на празникот Летен Свети Никола. Обстојувањето на селото Крстец е забележено и во Отоманскиот пописен Тапи Дефтер број 8 од 1436 година за време на владеењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Бегле Беглус, со чиј имот раководеле монасите од манастирот Трескавец. Во пописниот Дефтер од 1446 година, каде што според овој попис селото е метох на манастирот Трескавец, а припаѓало на Пилевската каза. Исто така селото Крстец е забележено и во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, каде што и натаму е метох на манастирот Трескавец. Селото е забележено и во Отоманските пописни дефтери од 1565 година, во Отоманскиот Дефтер од 1570, во пописниот Дефтер од 1582 година, во Отоманскиот Дефтер од 1583 година, 1599, 1652 година и 1657 година, каде што селото и натаму е метох на манастирот Трескавец, а припаѓало на Пилевската каза. Дека селото Крстец на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски,
селските населби во Битолско-Пилевското поле, издадена во Белград 1992 година. За селото Крстец го забележал следното. Селото Крстец за време на Отоманската империја, поточно речено во 1468 година, имало посебни задолженија – дервенџиско, соколарско и војунџиско. Тоа било вклучено во тимарот на черибашијата Заганос. Населението од селото Крстец било задолжено да го чува дервенот помеѓу селата Присад и Плетвар. Крстец со султански берат било ослободено од дивански авази, поточно речено од давачките кон падишахот. Селото Крстец во 1468 година броело 23 домаќинства. Секој селанец дервенџија годишно бил задолжен на черибашијата Заганос на име данок на јашмен да му даде ока пченица, на име на данок на рж исто така ока рж, а на име на данок на испенџе 10 акчиња. Селаните дервенџии во 1468 година на черибашијата Заганос на име данок на Бација Хамур му платиле 450 акчиња. Дервенџиите од селото Крстец во 1505 година биле вклучени во тимарот на черибашијата Атонага. Во 1505 година бројот на дервенџиите од селото Крстец изнесувал 15. 15 дервенџии биле задолжени на черибашијата Атонага да му платат 30 товари жито, од кои 15 товари јашмен и 15 товари рж, а на име на трошарина на вино и нијабет по 5 акчиња. Во 16 век дервенџиите од селото Крстец биле потполно ослободени од давачки како кон черибашиите, така и кон падишахот. Селото Крстец за време на Отоманската империја, поточно речено во 1468 година, имало и соколарско задолжение. Соколарите од селото Крстец заедно со соколарите од селата Плетвар и Присад биле нарекувани булуци. На чело на соколарските булуци стоеле тимари наречени со неколку имиња, како што се Доганџибашија, Чакрџибашија, Сербердар-башија и Шехар-шаир-башија, во зависност кој вид на соколи требало да се заловат, одгледуваат и дресираат, додека соколарите биле нарекувани Доганџии, Чакарџии, Сербездари и Шехаршарџии. Соколарите од селото Крстец биле со посебен султанов берат ослободени од давачките кон падишакот. Доколку соколарот не ја исполнил својата обрчка спрема бератот, биле должни на падишакот да му исплатат на име данок на соколарина од 30 акчиња, наречен Мир и Мурде БХ. Данокот го собирал старешината на соколарите, Доганџибашијата, овластен од падишакот. Во пописниот дефтер од 1481 година е забележано дека во селото Крстец имало двајца соколари. Во пописниот дефтер од 1501 година тројца соколари, исто така соколари од селото Крстец се забележани и во пописните дефтери од првата половина на 16 век, па се до втората половина на 18 век. Селото Крстец за време на Отоманската империја, поточно речено во 1468 година, одредени селани имале и војунџиско задолжение. Селаните војунци од селото Крстец биле војници членови на привилегираната отоманска воена социјална класа, која се состоела од немуслиманско население.
Специјалниот статус со кој тие биле наградувани за вршење на воената служба се состоел во стекнување и уживање на бесплатно наследство, ослободување од данок и припаѓале на воената класа. Војунците од селото Крстец припаѓале на војункладжиите, кои не биле територијална единица како другите санџаци, туку специјална организацијска единица на Отоманското царство. Војунците биле лесни оклопни луѓе кои оделе на служба и воени походи на коњи, вооружени биле со копје, штитови и оклоп. Тие секогаш носеле исклучиво црни воени униформи. Редот на војунците постоел уште во времето на Македонското кралство, предводени од кралот Димитрија Волкашен и владетелот на Македонија кралот Марко, а истиот бил преземен во османлискиот систем за време на реформите на Беглербегот Тимурош Паша, за време на владењето на султанот Мурат II, веднаш по Маричката битка. Тие првично биле членови на постојното Балканско благородништво, кој им се придружило на османлиите во 14 век и им било дозволено да ги задржат своите имоти, затоа што османлиите редовно инкорпорирале пред отоманските војни групи, вклучително и војунци, во овој систем во раниот период на османлиската експанзија, се со цел полесно да ги постигнат своите нови освојувања прво во Македонија, а подоцна на целиот Балкански полуостров. Војунската воена формација обично била формирана од родините на војунот, наречени јамаци. Најнискиот старешина бил познат како лагартор, а тоа бил највисокиот можен ранг за христијаните. Војунците како воена формација биле делени на војунци, војници и војунци џебелии. Селото Крстец од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во селската црква Свети Никола. Наставата се изведувала на македонски црковен книжевен јазик, а учители биле селските попови. Во учебната 1900-1901 година во Крстец учествувал даскалот Стефан, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на Македонската револуционерна организација, прв во оваа регија. Во селото учители биле Вуксан Тривковиќ, Милорад Поповиќ, Никола Касмановиќ, Аца Стојанов, Милетија Максимовиќ и многу други. Јас кога учев, бевме, се раѓаа деца тогаш. 28 деца имаше на училиште што идеа. Имаше учител, меѓутоа немаше учители после ослободувањето. Јас прво одделение завршив во Бугарско. Арнума тогаш не дозволува бугарите ако немаш 7 години да одиш порано. А јас знаеш повеќе од сите. Арнома нечеше затоа што имав 7 години да ме помини во второ одделение. Просечно секоја куќа имаше 5-6 деца, но не имаше 9. После ослободувањето учител можеше да биде секој кој што беше писмен малце. Кај нас еден го викавме од Варош, Диме, како се викаше, Козаро го викавме. Во Варош кози пасел, ама 6 одделение има завршено и го пратија учител кај нас. Од селото Крстец потекнуваат неколкумина познати личности, меѓу кои и бардот на македонското театарско, телевизиско и филмско глумиште Дарко Дамески. Дарко Дамески е роден во селото Крстец во 1932 година,
а на неполна годишна возраст неговите родители се преселиле во Прилеп, каде што го завршува основното училиште. На 17 годишна возраст се запишува на школување на тогашната државна театарска школа во Скопје. Тој уште во текот на школувањето пројавува многу голем интерес за глумата. Неговиот физички изглед, односно неговата физиономија, ги одредила и ликовите кои што ги има толкувано. Дамески, својот прв филмски ангажман го забележува со епизодната улога во првиот македонски филм Фросина. Тој настапува скоро во сите македонски филмови и телевизиски серии. Почитувани мои, овој така да речам аудиовизуелен воведен дел за историското битисување на селото Крстец не би бил комплетен ако не ви ги пренесам приказните што ми ги раскажаа мештаните од селото Крстец за многовековното битисување на нивното родно село, така народно кажано во денешново наше современие во продолжение на оваа репортажа. Значи, од старите прилепчани ова е Кападаија. Така. Чека, нека седнате. Ете дојде редот така речено да ми се представиш твоето име и презиме, од кое галабија си, од каде си потекло и каде живееш. Јас сум Методија Палируле. Во село Крстец дојдов по убедување на мојот бивши комшија Благоја Кочовски. Можда има 50 години, точно 75-та и 6-та година, Блаже ми вели еден ден, бидејќи бевме комши таму. Дете, ако си слободен, да те носам село, каде бе Крстец? Аби шо сега зимово? Татко ми има овци, на јагнијата ќе правиме топли соби. Ќе идам. Му рекол со 2 збора, дојдовме до Ревојц и после снег до полу. Блаже тера напре, го цепи с него, јас по него. Дојде овдека, се зачудив шо значи и покрај снегот и покрај јаката зима, топло, пријатно. Од тогаш, вака ми рече, дете, ако си со ние да правиш викендица, ќе бараме место. И после толку години најдовне. И станав жител на село Крстец. На големо задоволство. Е сега ова да ми кажеш, од која фамилија си од Пилевско? Јас сум од фамилијата Палирулевци, Така? кои се стари граѓани во Прилеп. Мојот дедо Тале чифлик имале кај Волково, кај Прилепец. Кога го собирале сеното со момоците, мојот дедо бил мајстор да направи копи. Оти секој не знал копа да направи. Меѓутоа, имал еден голем мерак да пија тутун. Пред тие години, пред 1900-та, тутунот го носеле во кесе во појасот и со кремен чукале на трат да го запала лулето. Пиел луле. И сега роднините и момоци му јава, абе немојчко Никола, чико Тале, не пали го лулето, ќе го запали сеново. Тој си терал по негово, не се случува се запали и од тогаш, од презимото кој го носел димови, станал Палируле. И до ден денеска го носиме презимето Палирулевци. Меѓутоа ти си во Прилеп, познат, Да. меѓу спортската фела, но не само во Прилеп, туку и во Македонија и во поранечната југословенска држава, по спортот на пинг-понгот. Ајде малку историја за твоето спортување, така да речем. Значи некаде кај 55-та и 6-та година во нашето Варошко мало кај Думбала имаше една читална, викавне, кај што порано се собиравне, игравне шах и читавне книги некои. Меѓутоа, со тек на време,
се јави иницијатива донесо маса за пинг-понг. Таму беа првите почетоци. Кога веќе напреднавме со пинг-понгот, од таму очколо одеве право в читална, не одеве дома. Преминавме во Тутунски комбинат, кај што веќе организирано имаше и клуб. Значи, тие 57 и 8 година почна да играме за Тутунски комбинат. Тогашните пинг-понгари беа Петар Башевски, кој 58 замина на студи во Белград. Беше Трајло Трајче, така го викавне, замина во Скопје, тој беше кустос во Работнички универзитет. Беше Гегата, беше Мито Ивановски Турникапа, кој со нас продолжи да игра. Димитар Мавцовски, мојот другар, Мице Алексовски и така натака бевне една поголема екипа кај што такмичевне. Постигнавме завидни резултати и на републичко ниво. Имаше ли, да речеме, некои, така да речем, средби во тој временски период, дали генерацијски беше помлад или постар, од Шурбек, од Стипанчич, тие познати од пинг-понгари во Југославија? Значи, кога ги постигнале максумите во Македонија, тоест кога станавме републички прваци, нормално дека 60-тите години заминавме да играме кај што беа центрите во Југославија. Одене во Љубљана, одене во Дуга Реса и така натака, Загреб и така натака. Корпа, Вецко, Стипанчич беа наша генерација, меѓутоа тие има можности да игра со европските центри. Швеѓаните беа најдобри, германците, маđарите и така натака. Секој ние кога ќе појдевне на сојузните такмичења, тие ни бегаа за една скала 2. Тие ни се другари секој пат во надпреварите, меѓутоа и Корпа, и Вецко, и Стипанчич, и Шурбек, и сите тие ни бега далеко. Сега ова да те прашам. Кој ти е, дали се сеќаваш на првиот противник, да речеме во републички овој ранг, противникот кога настапувавте меѓу републички, да речеме овој на сојузно ниво, и кој ти беше најубавата победа и кога ти беше, така да речеме, најтешкиот, не сакам пораз? Има прилика 62 година во Скопје, во сегашното Кале, кај што се организира сајмоите во Македонија во тоа време, таму се организираше Балкански шампионат. Како јас 62 бев младински првак на Македонија и како младинец настапив во таа категорија, имав прилика да ми падне Ѓурѓука, најдобриот пинг-понгар од Европа, младински првак на Европа. Со него игра во Скопје. И покрај што направив добар отпор, земав 15, 16, 17 поени, изгубив 3-0, меѓутоа тоа за мене беше еден голем успех, бидејќи му дадов одличен отпор на европскиот првак. И на крајот, рековте, сега сте во пензионерски денови. Да. Доаѓате често пати овдека во Крстец. Мештаните можа да кажа дека ова е најумиленото место кај што патувам, секаде патувам, кај што имам прилика, и кај што има пат и кај што нема, кај што се заборавени местата. А Крстец, благодарение на Благоја Кочовски, е најубавото климатско место во Македонија. Тоа сигурно. Ова е баба Ника, најстариот жител на село Крстец. Имаше 104 години, почина негде 1979 или 78 година, баба на даскалот Кочовски, Благоја. Ова е дедо ми Васил Кочовски, роден 1892 година, почина
на 24 мај 1978 година. Точно паметам, бидејќи бев на воена вежба и ми кажаа дека починал дедо ми во униформа, отидов кај него. Кај чичко ми сочувство да изразам. До последно живееше во село Крстец и повеќе пати ме земаше од Прилеп како дете, ме носеше во Крстец. Коњот се викаше Мирко, беше многу мирен коњ, а тој го јаваше коњот Сивчо. Стеване, паметиш? Мирко, го паметиш? Да. Ова се моите родители, сликани во Прилеп, и мојот постар брат. Сликата е направена 1950 година. Мојот татко, мојата мајка и мојата тетка, најмалата сестра на мојот татко Борис, и мојата мајка се викаше Радка, а братот Благоја. Роден 1950 година. Сликата е направена есента 1950 година. Ова слика е исто така со моите родители, дојдени на излет во Прилеп, мојот татко Борис, мојата мајка Радка, мојот постар брат Благоја. Јас сум тука на сликата и мојот помал брат Цветко. Сликата е негде околу 1964-65 најдоцна година, сметам. Дојдени с не на излет во село Крстец по повод денот Свети Никола Летен или Талалеј. Продукцијата на Риофилм ЕВ денеска се наоѓа во прелепското село Крстец по покана на нашиот заеднички пријател Илија, кој што се запознале некаде пред, да речеме, месец и така некоја седмица во селото Мислешево на Свети Јован Богослов на отсекувањето на главата на тој празник, каде што и ме покани да дојдам тука во неговото родно село да направам еден документарен запис. Овдека се наоѓаме во дворот на Илија, да ми се представи што ти име, презиме и од каде си потекло. Ајде. Потекло сум од Долно Срци, а животот сум го поминал во Битола, а 57 години сум од Австралија. И сега баш ми е мило што се најдов на сите вас овдека, а во Крстец посебна љубов имам, бидејќи нема пат кога сум дошол да не го посетам. И мислам од мојот одмор во Македонија, најпојќе го поминувам времето овдека во Крстец. И премногу сум задоволен, а најпојќе сум задоволен од пријателите тука, што сум се запознал, Васко и сите други, и иначе јас немам многу пријатели, али тие што ми се најомилени овдека и некако Крстец ми е посебно местенце, ако е мало, ама многу сум заљубен во тоа и уживам на тие примери. И сега само Бог да му даде добри иднини, добра среќа, Господ да и дарува со многу слога и му пожелувам селото да го видам во моите постари години, ако ми даде Господ, да бидат уште повеќе луѓе, да запознам повеќе пријатели. Рековте дека сте во далечна Австралија 57 години. Да. Во кое место сте таму? Јас сум во Волонго, едно 70 километри е далеко од Волонго до Сиднеј. И таму ми е целата фамилија, имам две машки деца и керката, имам 6 внучина, сопругата и таа беше исто тука, сега се замена, имаме некои работи и тие уживаат и зето ми беше овдека во Крстец, сака да го види и како да кажам, ја не можам да сватам дека некој од Австралија кој дојде има пријател да не дојде овдека. Стварно е прекрасно место, климата кој не можам да ја опишам према Австралија и овдека е злато. Последните години човек што ги диши многу е добро за мојот окус, за моето овдека поседување во Крстец.
ова сега да ми кажеш. Кој ќе чуеш нашата македонска песна Оро, кој ќе чуеш гајдата, зрудата, тапанот во Австралија, ти се радува душата? Мојата душа, моето срце е увек кај Македонија и кај гајдата. Али сакам да му кажам на многу луѓе овде во Македонија, кога ние ги гледаме вашите програми на YouTube, сите ги пратам и сите ги гледам и стварно имате една голема десетка од мене, лично моје име, што не подсетувате и ни кажувате на кое место да појдеме, што има во тоа село или во тој град. И тоа е многу важно, нарочито за Македонија, повеќе туристи да дојдат и во тој смисол Македонија да ја направиме земја како другите земји, да можат луѓето да дојдат и да останат еден печаток. И јас сум тука роден, тука не може друго место да ми биде. Овдека е корено, а јас сум една гранка од овој корен кој го поседувам во Австралија, али корено е важен. Ни корено без гранката, па ниту гранката без корено. Нека за години до година побројни. Јас за многу години да бидив година, ако успеам, кој ќе снимате пак во црквата овдека, јас сум бил неколку пати, ви пожелувам многу стрекни денови и за многу години да се го славите овдека. Ако е мал број сега, ја мислам дека ќе порасни во многу поголемо ако се организира вака. Ја би додал дека македонскиот народ е како пиреот. Ќе се печи на сонцето, Да. полегува земјата, мала росна и пак ќе потера. Па сигурно, види, јас сум 57 години, ако немам љубов према мојата земја и да не дадам во Македонија, то не може да биде. 5,5 месеци ми вика како ќе дојде. Како? Овдека е прекрасно. И затоа ја сакам и сум ја сакал и ја сакам и кој ќе умрам ќе ја сакам. Не само тога. Македонија ни е најубавата земја. Само Господ да ни дај здравје, да си поживееме повеќе години и вака да се веселиме, тоа е од мене. И од продукцијата Марија Филмов, голем поздрав до сите наши македонци во Австралија. Да, фала многу и јас кој ќе стигнам во Австралија пак истото ќе го поздравам и верувајте дека сите македонци го гледаат ова и сигурен сум дека ќе го видат и овдека и таму. И ви пожелувам уште еднаш све најубаво, Бог да ве чува и здравје да ви дај и да се видиме пак. Што вика старите, сите па и нас. Па да. Амин, Господе. Амин. Почитувани мои, 30 години ја патувам Република Македонија, 30 години патувам низ така наречените заборавени македонски села и неколку пати, поправо не неколку пати, току исто така цел мој живот е мек, безброј пати се го поменувал превојот Претвар. Пред едно 25 години дојдов во селото Роевец, родното место на семејството на националното село на Ацеви. Но кога ќе дојде пред влезот на Ореовец, горе високо, во пазувите на Бабуна планина, сонцевите зраци секој утро го огрева селото Крстец. Сам со себе си велев, добро Стопанково без зора не е така мацен народски, шо не отиде некогаш да подиши во Крстец. Меѓутоа ете што вика народот, некого ќе сакам јас туку кога тоа Господ ќе окажи. Пред едно 40 дена наминав во случното село Мислешово и таму се видов со мојот домаќин Илија, кој што денеска ми беше домаќин во селото Крстец, кај што ме покани и ја направивме новата документарна репортажа за селото Крстец, затоа што селото Крстец било посетувано и од новинари, и од политичари, а најмногу од револуционери. Како од за време на Турската империја, така за време на Лиденската епопеја, така за време на Првата Балканска војна, Втората Балканска војна, Првата светска војна, каде што, да речем, од 12 до 18 година, 6 години овдека било боиште, овдека нова територија имало Хиру Македонија, а посебно на Солунскиот фронт, кој што припаѓал тука и Оварчево и Крстец, 1.500.000 војници.
сето машко население било ангажирано на фронтовите, а и женското население било ангажирано затоа што главната војска не може да војува, морало да има храна, облека и една голема, исто така да додадам дека и за времето на Втората светска војна во народно-ослободителната борба, каде што пред 80 години ја создадовме новата независна Република Македонија, денешна Република Македонија, каде што заедно со комитите, војводите, партизаните, комесарите, кои што ги положија своите животи на ударот на слободата, ја создадува Република Македонија. Голема благодарност до мештаните одека од селото Крстец, кои што ми ги раскажа многу приказни за историското битисување на ова село, но пак ќе речам дека sejedno идење се не може да се сними, sejedno идење се не може да се направи моабет до крај, но заминувам од селото Крстец, пошто ме чекат и другите села овдека во Пелагонија, но sejedno ветување да сне добра мисла, со Господ напред, ако најдосна, така да речам, за Свети Никола Талалеј, кој што паѓа секоја година на 2 јули во календарската година, ќе наминам, но се разбира дека молемо на Бога, ќе дојдам и многу порано, затоа што онаму кај што застанавме, да ми ги дораскажат приказите мештаните од ова село, за да ги пренесиме на генерациите наши македонски, кои што ќе доаѓа по нас, да не останат покриени од правда, да заборават